Значи, денес, колега Костадинов, најмалку што очекував е да се јавувате за збор и да браните нешто што не е за бранење. Но како и многу пати досега, вие продолжувате да си ги браните вашите неуспеси, вашите порази и вашите срамови. За тоа дали јас имам кредибилитет или легитимитет, за тоа ќе одлучат моите гласачи на следните избори. Продолжувате со истата реторика и со навраќање во минатото. Зборувате се уште за владењето на ВМРО ДПМН, а не зборувате што направивте изминативе 2 години. Може би ви беше полесно 11 години да се борите против режимот. Но ете, режимот падна и сега наместо да ве видиме да се докажете на дело, вие повторно го критикувате режимот. Велите дека не било подобро во наше време. Океј, кажете дали е сега подобро. Прашајте го народот како се чувствува. И дали сметате дека на вистина е ова добра реконструкција или само сте тука ставени да браните, како што кажав, нешто што не се одбранува и само да гласате. За ништо повеќе. Благодарам. Благодарам. Реплика пратеничката Георгиева Милева, повелете. Благодарам, почитуван подпредседателе. Колешке Дафина, соедно се согласувам со вас. Да, од заробена држава имаме блескава влада. Од криминална некогашна влада 11 години, сега имаме успешна влада, успешен премиер, кои што бележат видливи резултати и само резултати. Вие не знам што толку се исплашивте, ви се гледа на лицето страв, очај, нетрпение, нервоза, не знам зошто. Не се плашете. За 2 години плачете да дојдете на власт. Рано е уште. Рано ви е да дојдете на власт. Чекајте, 3 по 4 се 12. 2 поминаа, уште 10 години, имајте трпение, некогаш ќе дојдете на власт. Владата, предводена од премиерот Зоран Заев, која што толку многу сакате да ја критикувате, направи многу повеќе за овој краток временски период од 2 години. Одошто владата на ВМРО ДПМН, која што 11 години, освен